Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Колку сон му е потребен на едно новороденче и дали е нормално речиси целиот ден да го преспие? Зошто денес лекарите препорачуваат бебињата да спијат на грб, а не на стомак? Колку е опасен синдромот на ненадејна смрт кај доенчињата и што може родителите да направат за да го намалат ризикот? Разговараме и за најчестите родителски дилеми поврзани со заедничкото спиење. Поспаноста кај неонаталната жолтица, но и кај дехидратацијата на бебето со професор доктор Николина Здравеска, неонатолог. Останете на Телма. За сонот кај бебињата во денешниот магазин за родителство 0+ месеци разговараме со професор доктор Николина Здравеска, педијатар неонатолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професорке, добар ден, добре ни дојдовте повторно во емисијата. Добро ве најдов, чест ми е да сум ваша гостинка. Професорке, колкава потреба за сон има бебето, односно новороденчето? За време од 24 часа, нормално ли да го преспие цел ден? Да, како што и најавивме и како што оди на оваа реклама, нели гледаме дека најголем дел од тие слики и видеа во неонаталната возраст бебињата се заспани. Така што во новороденечката возраст физиолошки е тоа поголем дел од денот да го преспи. Значи, ова е возраст кога децата највеќе спијат, најдолго спијат, меѓутоа тоа се разликува затоа што тие спијат во кратки интервали. Така што ретко кога тоа спиење е во континуитет повеќе од 2 часа. 2-2,5 часа, максимум 3, доколку се успие повеќе, тогаш ние препорачуваме и да се разбуди. Значи, тие спијат на вистина кога ќе ги собереме тие часови на преспивање, негдека постојат многу големи индивидуални варијации кои што се физиолошки. Значи не е нешто страшно доколку некој дете спие 10 часа, а неколку спие 17 или 18 во таа прва рана неонатална возраст. Понатака како расте, се поставува некаков ритм на спиењето. Веќе после третиот месец имаме подолги интервали на сон, така што тогаш велиме дека она врзува по некој 5 до 6 сати во тек на ноќта и доколку е во тек на ноќта ние немаме неопходност да го будиме тоа доенче, значи може да си одспие, меѓутоа тоа е после третиот месец и тоа е се физиологијата, кога ги надминува некои ризици, кога нема потреба од толку чести интервали на хранење, значи може да поврзи не подолг период на сон во тек на ноќта и да не се буди за цицење, односно за хранење. После 6-тиот месец веќе се поставува некаков порегуларен ритм на спиење кај доенчињата и тогаш нели претежно имаме подолги интервали на спиење во тек на ноќта, а помали, односно оние придремувања или преспивања во тек на денот. Во неонаталната возраст навистина долг е тој период кога новороденчињата спијат 17-18 сати, значи имаме еден период на некој 6-7 сати кога се тие будни, така што меѓутоа тие се кратки периоди, односно кратки интервали на спиење. Зошто лекарите препорачуваат бебињата да спијат на грб, а не на стомак? Да, тоа се препораки кои што се издадени од сите релевантни здруженија, од Америчката академија за педијатрија, како една врвна медицинска педијатриска организација која што дава релевантни препораки базирани на научните студии и каде што категорично се препорачува, односно категорично се вели дека единствено безбедно спиење до возраст од 1 година е исклучиво на грб, односно во таа супин позиција. Тоа е така заради минимизирање на одредени ризици и ние исклучително препорачуваме доенчињата во неонаталната и во доенечката возраст до 1 година да се спие во позиција на грб. Нити позиција на страна. Зошто не бочно? Затоа што и тоа не е безбедно. Значи, студиите покажале дека и бочното и спиењето на стомак може да се асоцирани, односно може да бидат еден контрибутор во тој синдром на ненадејна смрт кај доенчињата што се јавува кај одреден број на доенчиња и каде што некогаш се објаснува етиологијата, некогаш и не може да се открие, значи тоа е енигма и покрај детална истрага која
што ќе се спроведе, меѓутоа нешто на кое што може да се влијае, тоа е спроведување стрикно на овие мерки на безбедно спиење. Прва од тие мерки на безбедно спиење е позиционирање на доенчето на една рамна, мека површина на грб, исклучиво на грб, па дури препораките се и за доенчињата кои што ние препорачуваме малку да се елевираат на некој, односно да се подигнат на некој степен од 30 степени, обично оние кои што блјуцкаат и кои што повраќаат, таму ни се препораките за да не, меѓутоа сепак анатомијата на тие на органите на тоа едно новороденче е така да тоа има најмала веројатност да аспирира кога е поставено на грб. Може да се подигне и тоа може да помогне да се спречат тие повраќања, меѓутоа тука препораките се да тоа биде исклучително внимателно, за да не може да се излизга и да се најде надолу во кревечето, кое што после тоа може да го притисне, да со нозете да притисне на диафрагмата, да го компромитира дишењето. Така да и тука кога имаме ние препорака дека можеби треба да биде на некоја лесно закосена површина и тоа не на перница на главата, туку од половината нагоре. Да се стави перницата под душекот, под душекот, да, за да се избегне било каква можност за детето да се измести и да се доведе во некоја позиција која што после тоа ќе биде небезбедна. Затоа најбезбедно е значи да биде поставено на грб и сите тие реклами се деца со пружени раце нагоре и кои што спијат мирно, безгрижно во позиција на грб. Тоа е така, базирано на, рековме, на научните студии, постојат и други препораки. Тоа е цел гайдлайн кој што се вика безбедно спиење во доенечката возраст. И кое што се препорачува супин, односно позиција на грб, кај сите новороденчиња, дури и кај оние со гастроезофагелна рефлуксна болест. Значи, дури тие што ние препорачуваме елевација со оглед на тоа што некогаш тогаш навистина помагаме за симптомите, меѓутоа тоа да биде исклучително. Родителите се многу исплашени кога ќе го надојат бебето, па тоа ќе почне да блјуцка и треба да го стават на грб. Кога ќе се надои бебето треба да се држи исправено. Негдека 20 минути па и повеќе, додека тоа не го испрли она што му е вишок, додека не го испушти тој газ кој што го има проголтано, и кое што ќе отиде подистално, кога млекото ќе отиде подистално во желудникот и така натаму, за да се спречи таа можност минимална за регургитација и за повраќање. Некогаш со таа елевирана позиција навистина се спречува тоа, меѓутоа препораките велат да е тоа исклучително контролирано, за да внимателно и да не може самото тоа да се излизга и да се доведе во некоја понатака небезбедна позиција, која што може да направи друг проблем. И сега, како растат доенчињата, тие самите постигнуваат одредени развојни цели, така што почнуваат сами да се вртат. Почнуваат сами да се вртат во одредена возраст. Ќе легнеме на грб, ќе ги најдеме на стомак. И тогаш више не е и возможно ние тоа да го исконтролираме, затоа што не може некој цело време да биде буден и да го прати тоа. Иако, значи, по овој гайдлайн вели не постои безбедна возраст кога доенчето може да се постави во друга позиција, освен на грб, меѓутоа сепак кога тоа ќе ги постигне тие развојни цели, кога ќе почне да се врти од грб на стомак и обратно, се препорачува дека како што се наместило, можеби и така треба да се остави, значи да не се многу деранжира, да се остави така, да не му се нарушува нели сонот. Со оглед на тоа што веќе возраста е поголема, тоа е обично после 4-тиот месец, кога и ризикот за некои состојби се поднамалува, нели тој се појавува во раната возраст, после како поминуваат месеците, инциденцата на појавување негова е позначајно понамалена. До кој месец рековте? До 4-тиот се намалува? Не, највеќе се појавува во неонаталната измеѓу 2-тиот и 4-тиот месец. Како тоа расте доенчето, значи гайдлайнот вели може да се остави во позицијата како што се наместило, меѓутоа секогаш кога ќе го легнуваме ние бебето да се постави на грб. Значи во ниедна возраст до 1 година доенчето да не спие на стомак. А ние и како за развојот на моториката препорачуваме престој на стомак. Но тоа преку ден? Но тоа исклучително кога е будно и под надзор. Под надзор. Да, инаку препорачуваме уште најмалата возраст од пуштањето од породилиште, затоа што тоа ни е многу поволно влијае на моторниот развој на тоа доенче.
Така што и кога ќе се пушти едно бебе од породилиште, ние препорачуваме кога тоа е будно да се става кратки периоди на стомак и да го надгледуваме. Како одминуваат неделите, веќе 6-7 недели после 6-та недела, тој период на престој на стомак може да биде и повеќе од 30 минути и се препорачува тоа да биде. Меѓутоа, исклучително во контролирани услови, значи кога доенчето е будно и кога ние го надгледуваме. Исто така, и ако не сме до него, не е препорачливо да биде, да не го гледаме што тоа прави. Споменавте дека перничката не смее да се стави под главчето на новороденчето, односно на бебето. Зошто во креветчето, каде што бебето спие, не се препорачува да има меки предмети, ниту некое потешко јорганче, ниту плишена играчка, ниту оградица? Сето тоа е дополнителен ризик. Значи, првата препорака е поставување на бебето на позиција на грб, втората препорака за безбедно спиење е кревечето да биде комплетно празно, односно да има еден чаршаф кој што ќе биде цврсто прицврстен на душекот и ништо повеќе, некоја лесна прекривка која што не е дебела, која што не е мека, каде што нема да има перници, оградици, играчки или не знам што, затоа што сето тоа представува дополнителен ризик да тоа дете се покрие, да се загуши, да се вплетка во нешто од тоа што е тешко и да настане нешто што е неповолно, мислам нешто што е како надворешен фактор, а на кој што може да делуваме на тој СИЦ. Значи имаме асоциација со фактори од околината од кои што првите се небезбедно спиење. Се препорачува бебето секогаш да спие во сопствено креветче на страна или пак да. Може да спие и заедно во родителскиот кревет со мајката, па понекогаш и со мајката и таткото? Да, значи апсолутно. Препораките се бебето да спие во истата соба со родителите. Аха, значи не во засебна соба, иако тоа кај нас се практикува, се спие бебето. Се спие во истата соба, да, меѓутоа имаме одредени каде што уште од мала возраст сакаат да биле самостојни и така натаму, значи да спие во истата соба, меѓутоа во засебно кревече. Кревече или колевка. Кое што ќе биде, рековме, ослободено од перници, од кебиња, од играчки, од оградици и од било што може да го повлече, да го покрие, да се покрие со него и да му направи нешто што може да влијае неповолно. Сето тоа е така заради резултати од научни студии кои што укажувале на асоцираност, иако и тоа co-bedding, односно заедничко делење на креветот, представувало некоја културолошка норма кај одредени народи, така што и тоа е нешто што било традиционално одгледување на децата, на бебињата за делење на креветот, меѓутоа така имаме значајно поголеми ризици од задушување, од вплеткување и од синдром на ненадејна смрт на доенчињата. Значи, препораките се новороденчето, односно доенчето, да престојува, односно да спие во истата соба со родителите, меѓутоа во свое засебно креветче или колевка, кое што е бебешко, кое што е специјално за новороденчиња и за доенчиња, не каучи, не фотели, тоа се исто така исклучително други опасни кревети на кои што може да се постави и таму никогаш исто не се препорачува. Значи нити на кауч, нити на фотелја, нити на нешто што е друго да спие новороденчето и доенчето. Значи во креветче за бебе и во колевка кое што ќе биде празно со едно чаршавче цврсто прицврстено, кое што не може да го тргне, не може да го извлече. Доколку на бебето му е ладно, во врекичка да се стави? Доколку му е ладно, му треба една тенка покривка, врекичка може, во зависност од тоа каква е околината надвор и каква е околината и температурата. Сега кога е топло веќе може. Сега ништо не му треба, ништо не му треба и генерално важи правилото, нели, за да едно новороденче треба да биде облечено со најмногу еден слој облека повеќе од тоа што носиме ние, за да ни биде пријатно во истите услови. Значи, некогаш родителите знаат да ги изнаоблечат децата и да ги прегреат. Да, тоа е исто така друга опасност во тек на спиењето да се прегрее.
И генерално важи правилото, иако прегревање е различен термин во различни студии и тешко може оптимално да кажеме која треба да биде температурата, како сепак тоа зависи и од годишното време. Меѓутоа, наједноставно и она што е по препораки е да се раководиме спрема нас. Како што сме ние облечени за да ни биде пријатно во тие услови, бебето може да треба да носи најмногу едно нешто повеќе. Се тоа треба да биде памучно, меко, значи не оние волнени, не дебели, не тешки, не плишови, нешто што е неприроден материјал. Како се препознава дали на бебето му е топло или пак му е студено? Или дали сме го прегреале? Доколку сме го прегреале, ќе го познаеме. Значи ќе биде испотено, росено, испотено косичето, топло на градниот кош докога го допреме, може да покачи и температура, која што кога ќе го разоткриеме ќе се намали. Може да дише забрзано и тие се знаци на една хипертермија која што ние сме му предизвикале во однос на носењето на капи и тоа е дискутабилно со оглед на тоа што капите не е докажано дека превенираат хипотермија, а може да предизвикаат прегревање и генерално тие не се препорачливи секогаш кога сме дома. Значи за надвор да, меѓутоа во затворени простори не се препорачуваат ставање на капи кај доенчињата, освен нели она што е првичното згрижување на едно новороденче кое што е недоносено пред се и кое што престојува и тоа е првичниот момент додека се прими, додека се хоспитализира во тие оддели за неонатална интензивна, таму се става капчиња затоа што имаат голема површина на главата за да се спречи таа хипотермија. Инаку кај здравите, кај терминските новородени капа вообичаено не се препорачува затоа што таа не превенира, а може да го прегрее тоа новороденче, значи ја затоплува главата каде што нема потреба. Исто како што и ние не носиме капа кога сме дома па и да е зима, ние сме во затворен простор, значи немаме потреба од најлесна ориентација е спрема тоа како што сме ние облечени, значи нема потреба да се покрива нити со кебиња, нити да се премногу облекува еден слој, два, три, затоа што многу лесно тоа може да ни ги појави тие знаци на прегревање, кои што исто така се асоцирани со ситсот. Значи, тие се неколку препораки, позиција на грб, спиење на новороденчето, односно доенчето само и спречување на прегревање. А дали има вистина дека синдромот на ненадејна дојнечка смрт може да се ризикот, значи може да се намали доколку на бебето му се даде цуцла? Во принцип може да се намали, да, за деца кои што тоа не е во официјалните препораки, меѓутоа има некои студии и позитивни индикатори кои што оние деца кои што се на адаптирана формула, тие кои што се на доење немаат потреба од никаква цуцла, може да им се понуди цуцла кога спијат, меѓутоа доколку таа цуцла ја фрли, после тоа нема потреба да се повторно става во устата. Порано се веруваше дека бебето треба да биде завиткано како фишек, за добро да спие и да не се буди во сонот. Но денеска препораките се поинакви. Да, порано сите бебиња се повиваа буквално, како во фишек. И тоа бил традиционален начин на одгледување на новороденчињата, на доенчињата со векови наназад. Генерално таа практика го смирува детето, затоа што тоа е во една стуткана позиција, исто како што било во стомакот на мајката, значи во утробата. Меѓутоа, си има своји позитивности и си има своји негативни страни. Смирува, да, и може да биде од бенефит и во денешно време, доколку имаме некои состојби на хиперексцитабилност, значи кога имаме едно пренадразливо новороденче од било која причина, од невролошка, од било која причина. Кога имаме новороденче, односно доенче со инфантилни колики, исто така, свиткување, затоплување, во тоа може некогаш да му ги олесни симптомите и да го смири тоа дете кој што плаче. Кај новородени кои што имаат оние абстиненцијални синдроми, кои што инутеро биле изложени на наркотични дроги, а понатака
страдаат од тој апстиненцијален синдром, значи таму може да биде од бенефит тоа. И тоа дефинитивно смирува. Меѓутоа, сепак препораките се доколку се повива едно дете, исклучиво да се става на позиција на грб за спиење, значи тоа важи, рековме, за сите бебиња, меѓутоа за овие особено, затоа што тие се уште како повеќе ризични за да настане нешто неочекувано и ненадејно, доколку се свртат на страна или доколку се позиционираат на стомак. Понатаму треба долниот дел на телото, заради правилниот развој на колковите, да овозможува движење, значи да биде тоа полабаво во долниот дел, а горниот дел да биде адекватно направен, стегнат, за да не може да се олабави и да се покрие некако преку лицето. Заради тоа и тоа е воглавно напуштено сега, како пракса, и се препорачува за правилен развој на тоа новороденче и дојнче да си биде облечено во облека, каде што ќе биде олабавено, со раце и ракавички да не се ставаат. Па и ракавички, да, ракавички воопшто нема потреба да се ставаат. Обично ставаат или за да не се изгребе, меѓутоа тоа се решава доколку се исечат убаво ноктињата за да се спречува ризикот за гребење и редовно тоа да се прави. А обично родителите ставаат кај го пипнат дека му се ладни рацете. Ладни раце не значат дека на тоа доенче му студи. Значи тоа апсолутно е нешто што е нормално, исто како и на сите други. Кај нив е таа периферна циркулација малку понезрела и кај нив почесто се, меѓутоа тоа не значи дека на тоа дете му студи. Така да ракавички воопшто не се препорачуваат, и заради тој сензорен развој на доенчињата, затоа што тие го осознаваат понатака светот преку допирот и се стимулира развојот на мозокот. Кога ставаме ние ракавици, тие практично тактилни, сензорни стимулуси ги супримираме, односно ги спречуваме. Што да се преземе доколку новороденчето не се буди за подој? Мора ли да се разбуди? Треба ли родителите да инсистираат и на колку време? Во неонаталната возраст хранењето е минимум 8 подои во 24 часа, значи ние препорачуваме на некој 2,5 до 3 часа хранење, односно цицење, така што тука не треба да се оставаат долги интервали за да тоа не се храни. Значи и кога ни е успано, мора да го разбудиме и во тек на ноќта, особено се тие потешки, затоа што и мајката е преморена и мора да се разбуди, а и тие новороденчињата се како еден биолошки часовник што самите огладнуваат, нели, спијат по час, 2,5 највеќе и самите се будат. Меѓутоа имаме во одредени ситуации кога потешко оди тоа будење, тогаш родителите треба да го разбудат. Како да го разбудат? Доколку бебето е екстремно поспано и видете, ќе се најде начин да се разбуди со стимулација, со расоблекување. Кога ќе се расоблече детето, тоа ќе се разбуди. Ќе се стави награда, можеби и тоа ќе знаеш што треба да прави. Доколку е добро, доколку имаме некаков проблем каде што не може да се разбуди и каде што навистина е успано, во тој случај треба да се побара помош. Затоа што не е вообичаено и не би требало некој 5 до 6 сати да не може да го разбудиме и да тоа ги прескокнува тие оброци, затоа што таа рамнотежа кај него за многу кратко време ќе се измести и многу брзо може да ни западне и да доведе и до дехидратација и до уште поголема поспаност, а тоа може да е во основа и нешто што ние клинички не може да го препознаеме, значи може да е инфекција, може да е некоја друга причина која што треба лекар, педијатар да ја процени што и како до каде сме. Доколку навистина не може, меѓутоа најголем дел, доколку немаме здравствен проблем, иако некои ете така спијат повеќе и потешко им оди тоа будење, треба да се најде начин. Наједноставно е со расоблекување, со стимулација, значи со допирање на рацете, на нозете, да успееме да го разбудиме тоа детенце, а инаку едно од кога ќе се воспостави тој адекватен ред на исхрана, било да е доење, било да е хранење со формула,
тие и самите после тоа велиме кога ќе нахрането, среќно, задоволно, тоа спие 2 до 3 часа и после тоа се буди самото за хранење. Но понекога се случува мајката да го стави бебето на дојка за подој и тоа да цица во празно, да не голта млеко. Тоа се случува во Како првите. да препознаат дали бебето цица или не цица и дали можеби нецицањето, но социцањето во празно е причина за големината поспаност? Да, тоа е една вистина потешкотија со која што се соочуваат родителите и тука им е потребна во одредени ситуации и стручна помош и поддршка. Затоа што они не се, ние советуваме да, меѓутоа во пракса и тоа не е секогаш така едноставно. Инаку уште во породилиште се советува да се става награда, да се гледа она епизоди на ритмично смукање и подголтнување. Меѓутоа, сепак, и тоа треба да се процени колку мајката има млеко и колку силно и активно новороденчето цица. Така што оптимално е тие, затоа и се препорачува после 2-3 дена после исписот од породилиште да бидат прегледани од некој, од патронажната служба, од матичниот педијатар, да се исконтролира телесната тежина и тука да и се пружи поддршка на мајката. Затоа што теориски е тоа така едноставно да се каже, да се гледа ритмично смукање и голтање, понатаму да се стимулира, да се подбуцнува за да тоа го прави и понатаму, затоа што може неколку пати да го направи тоа и после тоа да заспие. После тоа ќе биде гладно за краток период, па дали има, дали нема доволно млеко, значи тука е потребна една помош, тука е потребна една поддршка, се со цел за да се одржи, односно да се воспостави адекватно таа лактација, затоа што од мајчиното млеко нема нешто што е подобро, а да не се даде во таа мала возраст формула, која што, мислам, ќе се даде доколку е неопходно, меѓутоа не по секоја цена и не од одма. Затоа што и се е тоа физиологија, тоа новороденче има потреба од млеко колку што мајката го добива тоа постнатално. Во првите неколку дена помалку, толку му е капацитетот на желудникот, понатака тоа се зголемува како доаѓа зрелото млеко. Меѓутоа понекогаш навистина они се избунети и има потреба од помош тука, од контрола на тежината, од прегледот на новороденчето, од следење на столици, на урини, од гледање на еден подој како изгледа, од страна на стручна, обучена сестра. Има и советници за доење, да, апсолутно, да, и тие се многу од помош и имаат многу голем успех. Така. А дали понекогаш претераната поспаност кај новороденчето може да биде последица на неонатална жолтица? На неонатална жолтица може да биде, да, може новороденчето да е попоспано. Може ли во болницата, додека се во породилиштето, бебето да не развие жолтица, откако ќе дојде до дома? Да, тоа и се случува, да, затоа што таа жолтица која што е до некој степен физиолошка, кога ќе имаме неадекватно доење, кое што не е препознаено од страна на мајката, дека не прима тоа детенце млеко, тоа се патофизиолошки механизми, имаме зголемена ентерохепатична циркулација, зголемена реабсорпција на билирубинот и повисоки негови нивоа. И самото неадекватно хранење и самата жолтица доведуваат до поголема поспаност на тоа новороденче. Значи прво тоа што не се храни доволно, а понатаму нели и жолтицата која што доколку не го прекинеме тој зачаран круг или циркулус вициозус ќе оди до уште повисока жолтица и до уште потешко будење на новороденчето за хранење. И во некои ситуации, кога го гледаат дома дека е поинтензивно жолто, дека тешко се буди и дека тешко се храни, тогаш треба да се побара исто така помош, затоа што во одредени ситуации тука имаме тенка граница до кој нивоа билирубинот може да отиде и за колку време тоа може да се случи. И е неопходна рехоспитализација, односно повторно да се прими, да се помогне, да се спроведе таа адаптација. Ова се вели жолтица од неадекватно доење, која што се случува, која што настанува во првата недела во животот. Патофизиологијата е недоволниот внес на млеко, кога имаме покрај тоа имаме и знаци за дехидратација, односно пад во телесната тежина,
во однос на тоа што е испишано детето. И имаме потенцирање на жолтицата, раст на билирубинот и една изразита поспаност, каде што тоа буквално па и не може да се храни. И така се вртиме во круг, додека не дојдат и побараат помош, за да се превземе нешто и ова да се прекине. Дали треба при тоа да се прекине доењето, бидејќи вела дека мајчиното млеко на некаков начин всушност ја поттикнува неонаталната жолтица? Никако доењето не сме да се прекине никако, а инаку постои еден друг тип на жолтица, која што е продолжена жолтица и која што се смета дека е од фактори на мајчиното млеко. Меѓутоа таа се случува понатака, после третата недела, кога имаме веќе адекватна адаптација на детето, тоа дете е добро, расте, само имаме една умерена жолтица, помалку или повеќе интензивна, која што е продолжена. И може тоа да биде и до вториот месец и понатака, и прекин на доењето и во тие ситуации не се препорачува и не треба да се практикува. Порано да, за да се докаже тоа, нели имаше некакви обиди со кратко трајно, па да се види дали ќе се повлече, меѓутоа вака сето ова треба да е под надзор на педијатар. Значи едната е жолтица од неадекватно доење која што се појавува во првата недела од животот, а другата е жолтица од фактори од мајчиното млеко, која што се појавува понатака, значи после трета, четврта недела. И таа се нарекува продолжена. И таа се нарекува продолжена жолтица и таа е сосема безопасна ситуација. Се смета дека некои фактори во мајчиното млеко ги инхибираат дејството на ензимите кои што ја прават таа конјугација на билирубинот во хепарот. Меѓутоа тоа нити се испитува, нити пак има потреба да мајчиното млеко се исклучува. Значи мајчиното млеко е храна на новороденчето во првите 6 месеци. Може оваа состојба да остави некакви последици, бидејќи продолжена жолтицата трае подолго време? Последици затоа што тоа е најчесто умерена жолтица. Таа сама со тек на време, како што созреваат тие ензими во хепарот, се надраснува. Бебето е поспано при тоа? Бебето не е поспано, тоа изгледа сосема добро за таа жолтица која што е продолжената. А додека кога имаме неадекватно хранење, односно жолтица од неадекватно хранење, тогаш бебето е поспано затоа што тоа не внесува и доволно храна и тогаш имаме ризики од развој и на дехидратација и на хипогликемија. И на висока билирубинемија. Две екстремно опасни ситуации за во детска возраст, особено во неонаталната возраст, да. И високата хипербилирубинемија, и дехидратацијата, и хипогликемијата, затоа што од хипогликемијата па особено гликозата му е основен нутриент на мозокот. Така што тоа е и затоа се тие хранења на 2,5-3 часа интервали за да не настане. Неопходна е хоспитализација во таква ситуација? Доколку имаме дехидратација, доколку имаме поспаност на детето која што не се храни, доколку имаме жолтица која што е висока, апсолутно да, затоа што нема да може дома тоа да се воспостави, тогаш треба да се постави и на инфузија, и на фототерапија и да се помогне за да се адаптира тоа новороденче адекватно на хранење. Да се воспостават тие регуларни интервали на хранење. Има бебиња што имаат немирен сон. Мрдаат во сонот, се будаат, така. Тоа е Дали тоа нормално или не? Нормална појава е, да. Нормална појава е затоа што тие имаат повеќе активен сон, така што може и звуци да се испуштаат и не е тоа нешто невообичаено. Понекогаш бебињата имаат затнато носе. Како тоа влијае и на сонот, но и на хранењето? Затнатото носе е проблем, со оглед на тоа што новороденчињата во малата возраст дишат исклучиво преку нос. Тоа е така поради анатомските разлики. Има голем јазик, имаме тесен отвор и секогаш кога имаме дишење преку уста, тоа е навистина некаков проблем со дишните патишта, со горните дишни патишта. Така што доколку затнатиот нос нели го почесто го сретнуваме во периодот на есенско-зимските месеци кога е од некаква вирусна етиологија и така натаму, кога е контакт со некој вирус. Меѓутоа, затнатиот нос им представува проблем најчесто и за дишење и за хранење, затоа што тоа се мачи кога му е затнат носот да дише преку уста, а вие кога ќе го храните, му ја затварате и устата практично за хранење и тука имаме проблем, тоа ќе одбива храна првично. Се препорачува да се исчисти носето секогаш кога е тоа затнато, за да се овозможи тоа физиолошко дишење преку нос. Најбезбедно е да се
со оние назални бебешки спреови кои што се физиолошки раствор, не капки, туку се спреови, кои што прават еден аеросол во слузницата и кои што го практично го повлекуваат тој секрет. Таму и доколку има потреба некогаш и да се аспирира со тие нежни аспираторчиња, меѓутоа тоа не препорачуваме да е регуларна пракса, ептен ако прави проблем на детето. Инаку кога имаме затна нос, имаме проблем и со спиењето и со хранењето, бидејќи тоа се мачи да најде алтернативен начин за дишење преку уста, нешто што не му е физиолошко. Кога бебињата не заспиваат и родителите имаат непроспани ноќи, тогаш се бара некое решение како бебето побрзо да се успие. Па понекогаш го нишкаат, му пеат приспивни песни, пуштаат бела бучава и слично. Но се препорачува и да се внимава со каков интензитет бебето се ниша. Зошто е тоа така? Да, сите овие методи си имаат поволно влијание и можат да предизвикаат побрзо заспивање кај едно бебе кое што не може да заспие. Нишањето треба да биде многу умерено. Затоа што мислам има разни физиолошки механизми зашто такво умерено нишење ќе ни го успие бебето. Ќе успори неговата срцевна фреквенција, ќе го активира парасимпатичниот нервен систем, вестибуларниот апарат и така натаму, или она спење на приспивни песни кои што се тивки или таа бела бучава, меѓутоа не да се тресе тоа силно, апсолутно, затоа што така нели највеќе се плашиме од тој синдром на тресено бебе кој што може да биде и tekako сериозен и може да остави последици и кое што е на ниво на една злоупотреба практично. Што е тоа синдром на тресено бебе? Што се случува со мозочето, некаков проблем? Па може да се случат одредени неповолни ситуации, како што е едем на мозокот, како што е хеморагија на мозокот, повреди, значи нешто што е ризик, доколку е тоа навистина насилно оставање, силно тресење, нешто што не е физиолошко, а инаку нежно лулање во раце, тоа е нешто што ќе го успие детето побрзо од активна и будна состојба, ќе го внесе побрзо во состојба на сон и секогаш кога ќе биде тоа успиено, се препорачува да се остави на кревет, не да се држи во раце и да се ниша цело време. Некои мајки ги успиваат бебињата на дојка. Дали тоа може да представува проблем? Не треба да се остави така, инаку тоа самото заспива некогаш на дојка. Меѓутоа не во истиот кревет, значи веднаш да се стави во креветчето кога ќе заспие. И не би требало тоа да биде пракса регуларно. Така не. Да не се случува тоа секоја вечер или секој ден по неколку пати во денот. Во истиот кревет и мислам не е препорачливо тоа. Колку често се среќавате со бебиња кои што се поспани, не може да цицаат, не може да се хранат? Родителите бараат ли решение и помош за овој проблем? Тоа е честа појава. Тоа е нешто што е во склоп на неонаталната адаптација и сосема е во ред да се побара помош. Затоа што ние многу често кога пред да го донесат во ординација на преглед, тоа и ќе се разбуди додека дојде кај вас и вие ќе го видите будно и активно, меѓутоа многу е важно да се прегледа тоа дете и да се процени какво. Затоа што навистина е сериозен знак кога ќе ни кажат дека е изразито поспано и дека неколку сати не може да го разбуди дома и дека тоа практично има прескокнато еден или два оброци кои што во одредени ситуации може да биде навистина сериозно. Значи ова треба да се свати сериозно, а не да се помисли дека бебето супер одлично си врзало сон неколку часа. Неколку часа сон може да врзи после третиот месец. Дури по вториот, третиот месец, тогаш измеѓу вториот и третиот месец може во тек на ноќта да врзи по неколку часа и тогаш нема неопходност да се буди. Така, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Споделивте навистина важни информации, бидејќи треба родителите да знаат и како да го постават бебето да спие, но и колку често ќе треба да се храни за да нема никакви проблеми, а и кои се состојбите кои што може да доведат до некаков проблем. Ви благодарам. Ми беше драго.
Почитувани, ви благодарам и вам што и денеска бевте дел од магазинот за родителство 0+ месеци, што не следевте со внимание. Ви посакувам пријатен ден.